Почитувани колеги, почитуван колега Костовски. Навистина ги оправдавте моите очекувања дека вечерва ќе го браните господинот Димитров повеќе и од неговиот татко. Повеќе од неговиот татко кој го проколна да му се исуши раката на тој што ќе подпише спогодбата со Република Грција. Се обидувате да браните нешто што не се брани. Браните, господине Костовски, човек кој ги изврши најголемото национално предавство. Ке ве прашам да се запрашате вие зашто. Јас ке ви кажам многу е едноставно. Запусти пари, власт и мојки. За тоа го направи тоа господинот Димитров. Додека, господине Костовски, вие возите на релација Куманово-Скопје бесплатно, кај господинот Димитров таксиметарот врти на најскапа тарифа од 1996 година па до денес се за тие пусти пари. И со германците, и со партизаните, господинот Димитров. Од 1996 па до денес. Но да одам со ред. Зборувате за успеси. Ви ги наброи колегата Петрушевски вашите успеси, како стоиме на извештаите на Transparency International и Економист. Корумпирани сте до коска. Ова власт, да не биде, ајде, поинаку кажано, ви го кажа тоа со дипломатски речник, е перцепирана како на власт да се најголемите арамии во Република Македонија. Но да одам со ред. Овој човек кој го браните продаде и предаде се свето во името на европската перспектива. Го продаде името и презимето, а преговори со Европската Унија нема. Зошто? Затоа што луѓето од Европска Унија не преговараат со криминалци, рекетари, неспособни, не преговараат со партиско ѓубре, кое впрочем членовите и символички ви дадаа метла и ѓубрелник за да го исчистите партиското ѓубре. Со ова во Европската Унија не ве примаат. Со рекетарско обвинителство, по примерот на Катица Јанева и Русковска, судство кацарска, во Европска Унија не ве пуштаат. За ова, господине Димитров, пред некој ден, Само така терајте. за ова, господине Димитров, пред некој ден, ви достави на знаење и вашиот пријател, амбасадорот на Холандија, господинот Дирк Јан Коп. Цитирам: не драматизирајте со Бугарија, решете ја корупцијата. Само уште мислева да ја завршам. Се обидовте на еден симпатичен начин да ги почестите европските партнери со квалитетен македонски јабучар и да побарате поддршка за добивање на датум за преговори со Европската Унија, но за возврат, господине Димитров, добивте само една